Бендот кој имаше своевиден настап во Скопје во 2005 година и концерт во Охрид во 2016 година, доживеа трагичен момент кој остави печат во нивниот приватен живот, но и генерално врз светската музичка индустрија. Фронтменот на Prodigy, Кит Флинт, изврши самоубиство во својата 49 годишна возраст од животот. Веста го шокира светот и милионите обожаватели на славниот бенд. И неговите колеги се огласија. Членовите на групата потврдија дека Флинт си го одзел животот. Детали за самоубиството не се познати, но Флинт неколку пати јавно говореше за својата борба со депресијата. Годините на консумација кокаин, марихуана и алкохол оставија последици по неговото здравје. Тој малку закрепна во последните неколку години, откако се пресели во селска куќа во Есекс, каде водеше мирен живот. Но борбата со депресијата не успеа да ја победи. Се навлеков на кокаин, трева, многу работи. Поради тоа бев повлечен, досаден и плиток. Изјави во една прилика за Times. И ги подредев таблетите и само ќе ги земев. И земав се, додека не изгуби фосет, колку ги има и додека не се онесвестам. Изјави во друга прилика тој, признавајќи дека во живот го држувала љубовта кон неговите кучиња. Тој имаше 6 кучиња кои ги обожуваше. Треба да се има храброст за самоубиство. Јас сум кукавица. Изјави тогаш Флинт. Prodigy изникна од underground рейв сцената на почетокот на 90-тите, за да стане еден од најпознатите бендови во Велика Британија. Тие се најдоа на врвот на топ листите во Велика Британија со Firestarter и Breed во 1996 година и направија 6 број 1 албуми. Флинт стана култна фигура во британската музичка сцена со неговите енергични настапи во живо и карактеристична коса и тетоважи. Роден во источен Лондон, тој се преселил во Есекс како дете и го сретнал коосновачот на Prodigy, Лиам Хаулет, во ноќен клуб во градот. Флинт првично беше танчер во групата, но потоа беше избран за пејач на култната Firestarter. Кит бил во врска со ТВ водителката Геј Портер во 90-тите години, а подоцна се оженил со јапонката Мајуми Кај. Последните години од животот Кит живеел на село, далеко од градскиот метеж. До 2017 година водел и локален паб, а живеел заедно и со својата сопруга која ја обожувал. Флинт од 2006 година бил оженет со јапонската диџејка Мајуми Кај. Тие се запознале на турнејата на Prodigy во Јапонија и се венчале на Божик. Првите 3 месеци слабо се разбирале, бидејќи Мајуми не говорела англиски јазик, но биле бескрајно заљубени еден во друг. Флинт ја нарекувал Господја Ф и наводно бил импресиониран од нејзините диџејски вештини. Таа му била неверојатно секси, поради комбинацијата од атрактивниот изглед и начинот на живот кој го водела. Друга вест која денеска го изненади светот е смртта на американскиот актер Лук Пери. Познатиот американски актер Лук Пери почина на 52-та годишна возраст, откако минатата недела доживеа тежок мозочен удар. Пери беше хоспитализиран во четвртокот веднаш по мозочниот удар. И покрај тоа што докторите се борија за неговиот живот, тој почина. Како што објави неговиот портпарол, покрај Пери биле неговите деца, свршеницата Венди Медисон Бауер, поранешната сопруга Мини Шарп и членови на поблиското семејство и пријатели. На семејството многу му значат поддршката и зборовите на утеха од луѓе од целиот свет и ги молам фановите да ја почитуваат приватноста во овие тешки моменти на голема тага. Во овој час, семејството нема да објави други детали. Соопшти неговиот портпарол. Чарли Шин на својот профил на Твитер објави емотивна порака посветена на неговиот колега и драг пријател Лук Пери, кој почина неколку дена откако имаше мозочен удар. Секоја ситуација ја правеше подобра. Мој човеку, твојата елеганција, твојот памет, шарм, големото срце кое не воодушевува во безбори прилики, како и твојата самодоверба. Почивај во мир, добар господине. Чест ми е што те познавав сите овие години. Напиша Чарли Шин. Имено Пери пред 4 години отишол на колоноскопија, што е преглед на кој најчесто ги праќаат лица постари од 55 години. Тогаш дознал дека има предтуморски израстоци на дебелото црево. Се согласил и на операција, која тогаш му го спасила животот. А во јавноста подоцна нагласувал колку е голема важноста на превентивните прегледи.
Во моментот во Америка живеат 23 милиони луѓе кои веќе требало да одат на колоноскопија, но се уште не отишле, и кои би требало. Доколку јас подоцна отидев кај лекар, ќе се соочев со нешто полошо, а ако порано посетев лекар, ќе поминев подобро. Раскажал Пери. Актерот по диагнозата ги променил прехранбените навики, односно начинот на живот. Но за жал, Лук Пери неколку години подоцна умре од фатален мозочен удар. Актерот беше најпознат по улогата на Дилан во популарната серија на 90-тите Beverly Hills. Let me tell you something, just so you know in advance. I'm not in a good mood.